природа. Криволестиот пат ве води во Божиот дом Света Богородица Пречиста. Ова древно свето место представува центар на духовноста во Кичевската област. Гордо издигнат кон Бога и прекрасно уреден, мистичен рај за локалните верници. Како и повеќето манастири во Македонија, така и Света Богородица Пречиста го следат многу легенди. И тој го преживеал османлискиот гнев за повторно да се возобнови и да заблеска со божествен сјај. На почетокот на 14 век, покрај чешмата за која се верува дека има исцелителни моќи, каде верниците наоѓале трошка надеж, се издигнал ваков храм посветен на Мајката Божја. Веќе кон крајот на 16 век, кога и поголемиот број на манастири во Кичевско биле избришани од живењето на земјата, храмот на Света Богородица Пречиста ја дели истата судбина. Христијанското население, жедно за духовно прибежиште, неколку години подоцна повторно но ја доживува истата неисреќна судбина како и нејзиниот претходник. Третиот манастир, кој почнало да го гради местното население, бил планиран да се подигне на друго место. Како што е обичајот, ја оставиле иконата на Мајката Божја да преноќи на местото, но кога следниот ден се вратиле, иконата ја немало. Легендата вели дека иконата прелетала од местото каде што ја оставиле до старото место каде течела светата вода. Луѓето го сватиле ова како Божји знак и решиле токму овде да го изградат ова светилиште. Денес на ова место, кон небесата се издига храмот кој во себе крие мал олтар над светиот извор, каде голем број верници доаѓаат по својот благослов. Мијачките мајстори работеле деноноќно, а Дичо Зогрев со своите ученици ја врамиле својата мајсторија во златните икони и резбаниот владички стол. Уникатност на нови манастир и мистеријата во интериерот е во тоа што под еден покрив се собираат и христијаните и муслиманите, кои во денешно време подеднакво ја почитуваат, бидејќи народната мудрост е бескрајна и Божјата милост е ненадминлива. Света Богородица Пречиста се наоѓа на 900 метри надморска висина под пазувите на Цуцна планина, односно под врвот Врвој. Овој манастир познат и како Крнински манастир, бидејќи во негова близина се наоѓало село Крнино. Правобитната положба на манастирот била неколку метри подолу и првите историски податоци пишуваат, говорат дека манастирот е изграден во 1313, односно 1316 година. Овој манастир во 16 век е запален, повторно изграден и за жал ја доживува истата судбина. Денешната црква во манастирскиот комплекс е изградена во 1848 година. За градењето на овој манастир се зборува и постои една легенда според која манастир доаѓала некоја икона точно на ова место, која што предкажувала каде треба да се изгради манастирот. Иако местното население сакало манастирот да го изгради на друго место, иконата секоја вечер се враќала на ова место, така да навистина и покрај тоа што овде не било баш погодно за градење, било доста мочурливо земјиштето, биле најпрви ставени церови дрва, така да било стабилизирано земјиштето и манастирот бил изграден токму на ова место каде што се наоѓа сега. Покрај центар на духовноста во Кичево, манастирот Света Богородица Пречиста представувал и просветително седиште на македонскиот народ. Овде престојувале и работеле едни од најголемите македонски просветители Јоаким Крчовски и Кирил Пејчиновиќ. Внатре прибежиште наоѓале и комитите за време на Елинденската епопеја. Значењето на овој манастир за македонската православна црква е неспорно, зашто сведочи и фактот дека овде првиот архиепископ господин Доситеј ја облекува својата монашка одежда. Народните преданија говорат и за можеби најголемата легенда која ја крие овој манастир. Во темелите на Света Богородица Пречиста се наоѓа и фрагментот крстот на кој бил распнат Исус Христос. Делови од тој крст, според преданијата, се наоѓаат и во Свети Јован Бигорски и Свети Ѓорги Победоносец во Рајчица. Ова верување се негува долго кај христијаните, што само ја дополнува мистичноста на македонските духовни светилишта.